Колку домашните фудбалери добиваат шанса во однос на странските фудбалери во македонскиот фудбал и дали има рамноправност во баражот за првата македонска фудбалска лига меѓу прволигашите и второлигашите, бидејќи прволигашите имаат право на странци, а второлигашите ја немаат таа можност. Ќе бидам искрен. Ние имаме доста квалитет во македонскиот фудбал. И искрено мене не би ми се допаѓало правилото за да имаме странци во втората македонска фудбалска лига, затоа што на еден начин тоа би било непочитување за нашите македонски играчи, кои што дефинитивно ги имаат квалитет, и затоа сметам дека не знам како ќе звучи, зошто и се игра тој бараш надпревар, кога екипа која што има право на странци и да кажем на повеќе придобивки, мислам дека треба да има некое друго решение, затоа што нели зборувавме и претходно, самото тоа дава нешто поразлично, поразличен квалитет, доколку веќе зборуваме за странци, да биде стварно нешто поразлично од она што го нуди нашиот македонски фудбал. Така да според мене најпрво мора да ги гледаме и да ги заштитиме нашите македонски играчи. Доколку треба да се донесе играч од страна, стварно да биде на едно повисоко и позавидно ниво, за нашите играчи да не се осеќаат во подредена улога. Екипата која ќе заврши на третото место во втората лига игра бараж за влез во првата лига со екипата која ќе заврши на 10-тото место. При тоа прволигашот има право на странци и го остава во некоја фаворитска улога против второлигашот кој нема право на странци. Во минатото имаше исклучици кога Тиквиш како второлигаш го соволда Силекс како прволигаш во баражот и Вардар кој го соволда Скопје во баражот за прва лига. Претходната сезона Вардар улезеу преку баражо, со Вардар беше втора лига, немаше странци, па успеа да победи. Претходниот Тиквиш го соволда Силекс. Да, браво. Сега, значи, и е мерило и не е мерило, затоа што многу е битно екипата што од втора лига што игра бараж е квалитет, зависност од играчите, како е се салдо таму фактор. Многу фактори влијаат. Сега у секој случај екипата што од прва лига што се бори за опстанок преку бараж е поквалитетна, тоа е факт, затоа што сепак правото дозволува, правилникот дозволува да тие странци што се надпреваруваат у лигата да играат и за бараж. И сега ако се тоа правило и случај, да бараж кој ќе се игра за прва лига или за втора лига, за втора лига, трета не, за прва лига, има странци. Да се исклучи можноста странците да немаат право да настапуваат у бараж, тука би било веќе изедначеност. Тука би било изедначеност и нема да има фаворит кој би улезел у прва лига, кој не би. Али у оваа ситуација со странците, со самите странци што имаат право да настапуваат и у бараж, тука веќе, значи, секој странец што оден тука, нели, така кажуваме сите и мислиме дека треба да со едно ниво, со една класа подобро од домашните играчи. Во изминатиот период се размислуваше фудбалерите од Србија и Албанија да не се сметаат за странци, туку за домашни играчи, а второлигашите имаат право да регистрираат двајца странци. Мислење, не е добро да има странци, да не се бројат странците на Балканот, Србија, Босна, Црна Гора, Косово, не знам кои други. Не е добро у смисла, ако е така, мое мислење тоа, познавајќи ја фудбалската јавност, луѓето што се бават у фудбалот, у спортот, у фудбалот ќе кажам за Македонија, многу малку домашни играчи ќе има. Сите ќе гледат донесат од Србија играчи, од Босна, знаеш, тоа е квалитетот ќе биде подобар, во секој случај, не викам не, би требало да биде подобар. Сега ќе биде втората лига ќе биде подобра затоа што некои фудбалери што настапуваат у прва лига нема да и се даде права шанса, ќе бидат разочарани автоматски и тие ќе се дојдат у втора лига. Тука втората лига ќе добие малку повеќе на квалитет, ама ќе се изгубе оно нашето македонско, значи не може да има толку странци сега да не no limit, да нема 20 странци да се донесат. Тоа не е добро. Поголем дел од фудбалската јавност се настава дека не треба да има бараж од втора во прва лига, токму поради таа неравноправност поради странците. Па повеќето се настава дека треба првите 3 екипи од втора лига директно да влезат во прва, а последните 3 екипи од прва лига да испаднат директно во втора лига.